Годинава беше една од најтешките за производителите на круш. Променливите временски услови допринесоа за појава на болести и штетници, кои направија сериозни штети во производството на оваа култура. Затоа агроекспертите сметаат дека овоштарите треба навремено, но и во текот на целата година да превземаат соодветни агротехнички мерки. Производителите на круша се срекаваат со доста големи проблеми, затоа што можам слободно да кажам, тоа се два проблеми кои најмногу и прават штети на крушата и кои се такви штети со такви размери да дури доаѓа до целосно искоренување на крушата, односно нејзино уништување. Значи, пред се тука се бактериската пламеница, ервинијата миловора, но од штетните инсекти, како најмногу опасни кои се јавуваат кај крушата и кои оваа година, посебно оваа година, во текот на вегетацијата на крушата, беа застапени со доста голем интензитет, тоа се крушкините болби. Значи, овие инсекти се појавија, односно при нивната појава, многу брзо се размножуваат, бидејќи имаат голем број на генерации, имаат голема репродуктивна мок и се така наречени агресивни инсекти. Користење заштитни средства, примена на агротехнички мерки, се само дел од активностите кои според земјоделските стручњаци ќе доведат до намалување на штетниците и болестите, кои може да го уништат целокупното производство. Затоа при борба против овие инсекти е потребно да се преземаат мерки. Многу и тоа мерки кои ќе почнат. Сега може да почнеме од тесен, значи бидејќи сега е веќе завршено производството на круша. Значи тоа се мерки кои се наречени постбербени активности. Потребно е после бербата, бидејќи навика кај нас земјоделските производители па и овоштарите, за после бербата растенијата ги оставаат така. Значи не преземаат некои други активности, дури мерките ги презимаат со резидбата. Пред 20 на години крушата во Струмичко била една од најзастапените овошки на полињата, но поради појава на болест за која немало лек, уништила голем дел од насадите. Денес со развојот на технологиите, постепено се зголемува бројот на овоштари кои се ориентираат кон производство на оваа овошка, поради сигурниот пласман на македонскиот и европските пазари.